Еве повторно назад во студиото на Македонија денес со гостите кои што веќе пристигнаа во нашето студио, кои што го разубавеа студиото на Македонија денес. Мене ми е навистина драго што се тука и што ете имаме можност да ги представиме и пред вас и да ве поканиме еден навистина убав настан кој што петта година поред се случува. Станува збор за меѓународниот фолклорен фестивал Света Тројца, кој што представува меѓународен фолклорен фестивал кој што по петти пат се случува оваа година, јубилејна, во населбата Долно Лисиче. Во чест е секако на истоимениот православен христијански празник, чие што име го носи и црковниот храм во Долно Лисиче. Петти пат се случува овој фолклорен фестивал кој што собира на едно место навистина љубители на фолклорот, не само од нашата земја, туку и од соседството и од регионот. Фестивал кој што прераснува во една убава традиција и на кој што и ние ве покануваме да бидете во текот на престојниот викенд, односно со почеток од четврток. Деталите ги дознаеме малку во продолжение на почетокот, само да погледнеме како тоа изгледаше во изминатите години од кусото видео, а потоа во студиото ги представуваме и денешните гости кои што ќе зборуваат токму на оваа тема. Пети пат поред се случува меѓународниот фолклорен фестивал Света Тројца во населбата Долно Лисиче во Скопје, а во организација на културно-уметничкото друштво Гоце Марковски од Долно Лисиче, подпомогнато од општина Аеродром и град Скопје, како и многу поддржувачи и покровители на манифестацијата. На едно место ќе бидат собрани голем број на љубители на фолклорот, но и фолклористи кои што пристигнуваат од земјата и од странство. Ова утро за овој меѓународен фолклорен фестивал разговараме со дел од културното уметничко друштво Гоце Марковски, еден од раководителите и организаторите секако на настанот. Маја Велјановска со нас ова утро. Маја, добро утро. Добро утро и вам. Пред се ви благодариме за поканата. Како што претходно најавивте, денеска ние тројца сме овде да го најавиме нашиот меѓународен фолклорен фестивал Света Тројца, кој што по петти пат ќе се одржи предстојниот викенд во селото Долно Лисиче во општина Аеродром. Фестивалот во принцип трае 5 дена, почнувајќи од четврток, каде што доаѓаат гостите, па се до понеделник до нивното испраќање. Имаме два главни концерти, тоа се во петок и во недела на фестивалската бина во Долно Лисиче, со почеток од 19 часот. Таму се одржува отварањето и затварањето, на кој му претходи дефиле, кое е разиграно нормално со многу тапани и со многу зурли.
Потоа имаме оваа година по втор пат ќе организираме во соработка со хуманитарната организација Свети Спас и еден концерт од хуманитарен карактер кој ќе се одржи во сабота на Пладне во градскиот парк во Скопје. Со собраните средства од тој концерт можеме да кажеме дека ќе му помогнеме оваа година на малиот Давид кој што боледува од канцер. Затоа ги повикувам сите гледачи и вас исто да дојдете на тој концерт и да донирате колку што можете за да му помогнеме на малиот Давид. Да, навистина убав вовед во сето она што следува понатаму. Маја, ви благодарам што секако сте со нас ова утро и што имате поддршка од оној посилен дел од тимот кој што ќе не представи оваа година на фестивалот. Со нас е и Марко Маринковски. Марко, добро утро. Добро утро. Како се чувствуваш во нашето студио? Па убаво. Удобно ти е, сега си на распуст, имате повеќе слободно време и можете секако да се посветите повеќе на играњето, така? Да. И Јана Станојовска е со нас. Јана, добро утро. Добро утро. Како ти е тебе во нашето студио? Добро. Дали повеќе сакаш да танцуваш, да играш ора или сакаш да бидеш дел вака убаво е во ова студио овдека? Да играм ора. Да, играш ора. Колку време играш ора? Имаш 6 години? Да. Кој е твоето омилено ора? Црногорка. Црногорка. И беше ли тешко да го научиш? Не. Не. Да. Јана, ти оваа година прв пат ќе настапиш на фолклорниот фестивал, но патувате со вашето културно-уметничко друштво. Каде се ти си била со твоите другарчиња од овој ансамбл? Во Банско. Во Банско, убаво ли беше? Да. Имаше многу играорци? Да. Да, браво. Марко, дали ти беше во Банско? Колку време ти си играорец и Јас сум играорец 10 месеци и не сум одел нигде до сега, ама за неполни 1 месец ќе одиме во Бугарија. Одлично. Така ќе го исполните во вашиот распуст. Кој тебе те запише на фолклор? Зошто посака ти да играш ора? Па, кога ги видов на телевизија како убаво играат, сакав ја да бидам дел од такво... Да играш и ти ора, да бидеш ти играорец Да. и да патуваш во светот. Разбра колку многу често патуваат и каде се одат фолклористите? Да. Да. Што значи, сега ќе ги изучиш сите ора, кој е твоето омилено ора? Китуше, митуше. Китуше, митуше, тешко ли е тоа оро за играње? Не. Јас го знам она правото. 2 напред, 1 назад. Тоа е најлесно. А тешко ли е да се научи? Не, ако сакаш, не е тешко. Не е тешко, да. Оваа година и вие ќе настапите на фолклорниот фестивал, ќе има голем број на играорци од Македонија и од странство, ќе запознаете нови другарчиња. Кажи ми, Јана, имаш другарчиња кои што ги запозна тука во културното уметничко друштво? Да. Да? Се дружите? Колку често одите на играорна? 10 месеци. 10 месеци одиш и ти. Одлично, да. Ете, ова е подмладокот на вашето културно-уметничко друштво, најновите членови секако, кои што ги изучуваат првите своји ора и чекори секако, но бројте голем број на членови. Колку број членови културно-уметничко друштво? Нашето друштво има отприлика 170 членови, тие се распоредени во 5 групи со возраст од 5 години па се до 35 во нашата најстара група, во првиот водечки ансамбл на друштвото. Дечињата, еве вака, како што гледате денеска, се дотерани во стилизирани носи, во малецките 2 групи, за нив има стилизирани носи, кои што се прилагодени на сите кореографии да одговараат од прилика. За постарите 3 групи имаме народни носи кои се оригинали и за нив се стремиме да ги собираме на терен. Например, имаме носи од крива паланка, тие се собрани по терен, тие делови што нема да ги собераме и ги дошиваме, исто така слични на оригиналите. И така. Да, одлично, во секој случај голем број на членови во вашето културно-уметничко друштво, рековте од 5 до 35 години, дали 5 е најмалата возраст кога некој може да биде дел од вашето друштво? Па оваа година за прв пат пробавме и со помалечки дечиња, нивните родители имаа желба тие да се запишат со почеток на 4 годинки. Меѓутоа на тие дечиња им е здосадено, 1 час трае нашата проба, пола час да кажеме, се тука сконцентрирани, после тоа нешто друго им интересно и плачат, не сакаат да се дружат и родителите си ги откажаа дечињата. Значи 4 години јас мислам дека е малецка возраст, од 5-6 години каде што децата веќе почнуваат да разбираат, одат веќе на училиште во градинка, таму ги учат учителките некои работи, знаат дека така треба
И мислам дека таа возраст е сосема доволна за да Како почне нашата нешто. Јана. Да, која како што Јана. одлично ги совладува ората и ги изучува и за многу скоро верувам дека ќе ги научи сите, така? Имаме гледач на линија кој што сака да се вклучи во нашиот разговор. Велиме добро утро. Добро утро. Повелете, во програма сте. На телефон е Снежана Велјановска од Рачево. Јас сум срина на Маја, а баба на Јана. Така, ми е драго што се... неколку зборови за фестивалот. Да. За кус временски период, мислам како што постои културното уметничко друштво Гоце Марковски, постигна премногу голем успех во однос на оние друштва кои што по 10-15 години отстојуваат. Со мали приходи сепак имаат голем ентузијазам во себе, посебно пофалби до Боби, пошто толку е, мислам, целиот се внесува во таа работа и се гордо за населбата Лисиче и општо за цела Македонија. Да. Ви благодарам многу, веројатно да не прашам и вие сте фолклориста? Не, јас за жал не, мојата ќерка беше мајката на Јана, она играше во китка во временски период, сега е Маја, ќе продолжи таа. Да. Одлично, во секој случај ви благодарам што се вклучивте и што не следите. Поздрав до вас и до сите оние кои што го поддржуваат ова културно-уметничко друштво и кои што се гордеат со успехот кој што за релативно краток временски период го постигнува. А самиот фестивал говори за тоа какви се амбициите на културно-уметничкото друштво. 5-та година поред организирате меѓународен фолклорен фестивал. Од каде поттекна идејата да се организира еден ваков фестивал за Света Троица, празникот кој што секако го носи и името на црквата во село Долно Лисиче? Па за првиот фестивал, друштвото беше тогаш таза отворено и колку символично да се обележи денот Света Тројца, фестивалот се одвиваше со една година, со една држава која што беше гостин на фестивалот, тоа беше Бугарија, нашите пријатели од градот Септември, Кут Загоровче, да ги поздравиме и нив. После тоа, кога видовме колку многу публика дојде, фестивалот, морам да кажам дека се одвиваше во дворот на црквата Света Тројца во селото Долно Лисиче. Таму дојде премногу публика, не ги собираше луѓето да влезат во дворот и да гледаат и затоа за наредната година се собраа донации од целото село и се направи една фестивалска бина исто така до црквата, која што сега можеме да кажеме дека таму се одвива фестивалот цело време. Бињата ја надоградуваме секоја година. Се поголеми размери добива. Да. Таму се одвива нашиот фестивал. Секоја година фестивалот е се подобар и подобар, благодарение на нашите спонзори. Исто така и нив да ги поздравиме денеска во емисијата додека сме тука. Оваа година на фестивалот ќе ни дојдат 5 држави кои што ќе бидат гости. Тоа ќе бидат Полска, Словачка, нашите комши, Бугарија, Република Србија и Косово и Метохија. Исто така ќе имаме гости и од нашата Република Македонија и затоа добро што ја направивме бината, затоа што навистина немаше да не совере во дворчето на црквата. И фестивалот оваа година ќе започнува во петок и во недела, ќе се затвори со почеток во 19 часот и затоа покануваме вас да не проследите од бројната публика. Да, навистина голем број на учесници ќе има на самиот овој фестивал, како што кажавте пред самиот почеток на разговорот, преку 600 гости се очекуваат да пристигнат. Тоа е голем капацитет на луѓе кои што секако се сместуваат дел по пријатели, дел по размена секако во фамилиите на фолклористите од вашето културно-уметничко друштво. Како се тоа го организирате да овие неколку денови, овие гости соодветно бидат сместени и пречекани како добри домаќини да се покажете за да пота возвратни или веројатно и вие патувате во другите земји? Да, па морам да кажам дека организацијата е навистина тешка. Се подготвуваме веќе половина година за што само неколку денови, меѓутоа вреди. Се на фестивалот има околу 600 до 700 учесници, мислам, присутни и со публиката и со учесниците, доаѓаат и гости од странство, 5 држави како што претходно кажав, тоа се доста деца. Тие се дел сместени по нашите играорчиња во нивните семејства, каде што се вдомени на неколку денови. Таму им е обезбедено храна, спиење, сето тоа. Дел од нив, од гостите, се сместени во интернат, односно групно сместување. Со нив имаме посебни, како да кажам, обврски. Тие морат да имаат посебно јадење, да се грижи некој треба за нив цело време, водич имаме организирано за да бидат со нив цело време, да ги шетаат,
да им ги покажуваат нашите знаменитости во Скопје и така. Вистинско уживање ќе биде за сите оние Да. кои што ќе дојдат и да го проследат овој фолклорен фестивал, но и за дечињата кои што ќе стекнат нови другарчиња во текот на престојот. Се подготвувате за фестивалот? Да. Кога ќе настапите вие? Во петок во 19 часот. Во 19 часот ќе ги поканиме сите да дојдат да ве гледаат. Ќе ги поздравите ли вашите наставнички, другарчињата од оделението кои што сигурно во утро ве следат? Да. Да. Ти си прваче? Да. Јана сега го заврши првото оделение. Дали беше интересно да се оди на училиште и да се изучуваат нови нешта? Да. Да. Едве чекаш сега да започнеш со второ оделение? Да. Да. Марко, ти си трето оделение, односно веќе го заврши третото оделение. Имаш соодветно слободно време и да одиш и на игра Орна, па и дали твоите другарчиња од оделението исто така посетуваат игра Орна? Па, зависи кој како. Ти зошто би ги поканил децата да играат, да одат во игра Орна? Затоа што е убаво да се спортува. Да, убав начин за спорт и за рекреација, затоа што и фолклорот е еден вид на спорт кој што може да ги отвори ширум вратите и посети на голем број инострански земји. Јас верувам дека вие повторно ќе дојдете во нашата емисија, сигурно сум, и ќе се видиме повторно, а ќе ги поканеме сите гледачи маја да присуствуваат на фестивалот. Гостите пристигнуваат во четврток, петок и сабота се официјалните настапи. Можеме уште еднаш да повториме, бината е во село Долно Лисиче, во близина на црквата Света Тројца, но настан имаме и на школка во градскиот парк. Да, како што претходно кажав, тоа ќе биде концерт од хуманитарен карактер. Таму ќе се соберат средства за да му помогнеме на малиот Давид. Исто така таму ќе настапат сите наши гости од странство кои што се дојдени, исто така и нашите пријатели од Скопје, фолклорното студио Етнос. Затоа ве поканувам во 12 часот вас и гледачите да ги проследиме сите заедно нив. Да. На убав начин секако да се прослави овој голем празник Света Тројца, кој што секако го одбележуваат во селото Долно Лисиче. Вие само допринесувате за уште поубава атмосфера. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Беше чест и задоволство што имавме можност да го најавиме петиот меѓународен фолклорен фестивал Света Тројца. Ви посакувам убави денови, исполнети со многу дружба, многу ора, игри, зурли тапани, како што кажавте, весела атмосфера за сите вас и гостите кои што ги очекувате. Ви благодариме уште еднаш на поканата и ве очекуваме вас и нашите гледачи во петок во 19 часот да го проследиме заедно отварањето на нашиот петти меѓународен фолклорен фестивал. Да. Марко и Јана, ви благодарам и вас. Се гледаме повторно во некоја следна прилика. Договорено? Да. Да. Поздрав.